Идните односи меѓу Турција и Европската Унија стануваат се понеизвестни откако со тесно мнозинство мина референдумот со кој парламентарниот систем се менува во председателски, а Реджеп Тајип Ердоган добива поголеми овластувања. Некои страхуваа дека Анкара сега брзо ќе се оддалечува од Унијата. Тензиите ескалираа меѓу Турција и Европската Унија, посебно Германија и Холандија, откако на турски министри им беше забрането да одржат митинзи како дел од кампањата за референдумот. Али Фаик Демир, професор за меѓународни односи на Галатасарај универзитетот во Истанбул, вели дека иако Европската Унија не го поддржува резултатот од референдумот, таа треба да биде внимателна во врска со бегалската криза, која евентуално повторно би ја стартувал Ердоган. Ama Avrupa'nın korkusu bu Suriye'de yaşananlarla daha fazla insanın gelmesi ve Türkiye'nin bugünkü hassasiyetle yaklaşmaması ve birçok insanın Avrupa'ya gelmesi onları çok korkutuyor. O nedenle Türkiye'nin bu kartını Türkiye kullanmasa bile Avrupa için hayati önemli, özellikle Almanya açısından. С оглед на тоа што во повеќе европски земји, вклучувајќи ги Германија и Франција, годинава се одржуваат председателски или парламентарни избори, Демир вели дека е прерано да се предвиди какви ќе бидат идните политики на Европската Унија спрема Турција. Според него, никој не знае колку овие избори ќе придонесат за значително менување на сегашниот курс на Унијата. Hayır, her şey çok güzel de gidecek denemez. O yüzden zamana, sürece ve özellikle Avrupa'daki seçim sürecine bakmak lazım. Fransa'da ne olacak, Almanya'da ne olacak, onlar nasıl bir tavır takınacak, Avrupa Birliği yapısı nereye evrilecek. O yüzden hani bugünden Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bozulacak, kırılacak gibi her tarafın radikallerinin ekmeğine yağ sürecek bir politika ülkenin çoğunluğu için fayda sağlamaz. Демир додава дека најасната иднина на односите меѓу Турција и Европската Унија останува едно од клучните прашања што треба да го реши Ердоган. Некои аналитичари велат дека тој сега ќе посвети поголемо внимание на развојот на односите со Русија, како начин за барање дипломатски баланс како противтежа на Европската Унија. Тоа не го мисли професор Демир. Türkiye için NATO üyeliği çok değerli. Türkiye NATO'ya en baştan beri girmiş ve NATO'yu önemseyen bir ülke. Burada incelik üssü var, belli bazı üsler konumuz hassasiyet. Yani Türkiye Batı güvenlik aksından ve ağından çıkmayı düşünemez. Yani böyle bir şey mümkün değil.